Добар ден на сите. Констатирам дека имаме мнозинство да ја започнеме комисијата. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за економски развој на Советот на општина Битола на 21.10.2022 година, петок, во 14 часот со предлог на следниот дневен ред. Имаме само една точка на дневен ред, програма за измена на програмата за економски развој на општина Битола за 2022 година. Предлогот го оставам, дневниот ред го ставам на гласање, кој е за? Едногласно. Имаме представник од општина Битола, ве молам, произнесете се по точката. Поведете. Благодарам. Значи, во врска со измената на програмата за економски развој, како и сите други програми, така и нашата, при крајот на годината, нормално при поминување на поголем од постапките за јавна набавка, постапките кои се во тек или некои проекти во меѓувреме кои немало потреба да се порачат проектна документација или па некои во меѓувреме за кои што се појавило поголем интерес или од голема неопходност да се почнат постапки за изработка на проектна документација се ставени во нашата програма. Конкретно како заклучок ќе кажам дека со сите измени направени во нашата програма, значи имаме намалување за 480.000 и додавање на една точка, тоа е точка 114 во врска со улицата Пан де Кајзеро во должина од 375 метри, која ја предвидуваме за реконструкција, односно да почнеме постапка за изработка на проектна документација за реконструкција. Значи, поголем дел од ставките се изменети, како што реков, од разни причини. Што причини од јавни набавки, што причини од како што ги наведов, ќе се задржам на тие што се покрупните, кај што се поврзани со сериозни проекти. Конкретно имаме зголемување на ставката за изработка на сообраќајни проекти, која се појави од повеќе причини. Тоа е една од причините е тоа што со двата проекти кои планираме да аплицираме за средствата кои веќе се обезбедени од 1.400.000 евра од Светска банка, тоа се два проекти, односно два објекти, како ние што ги кажуваме. Тоа е објектот реконструкција на улица Индустријска, Бурса поново и реконструкција на улиците во областа, односно населбата Недопирливи, кај што мораме да ги изработиме и сообраќајни проекти согласно барањата од Светска банка, нови сообраќајни проекти, кои што, да речеме, за овие две улици со сериозна должина, така да ќе имаме зголемување на потребата, односно зголемување на средствата по тој основ. Во однос на другото зголемување е тоа што планираните улици за реконструкција, што веќе сме во завршна фаза, значи до ревизија и така натаму, значи ќе мораме да изработиме и сообраќајни проекти конкретно за тие улици кај што немаме никакви сообраќајни проекти. Значи во градот постои една студија, односно еден проект, сообраќајен проект по кој што работиме, кај што е поодамна, кој треба да се апдейтира, меѓутоа се уште активен и по кој што постапуваме при поставувањето на хоризонталната и вертикалната сигнализација во градот, меѓутоа од ова нашата програма некои од нашите планирани улици не се содржат воопшто во тој проект што го имаме, така да ќе мораме да ги апдейтираме, односно кога ќе направиме реконструкцијата на вода, канализација и улица, ќе мора и да поставиме соодветна сообраќајна сигнализација, што значи дека ќе мора и сообраќајни проекти за тие таквите улици да се направи. Така да до краја на оваа година планираме дека имаме капацитет тие да ги реализираме, да речем, сообраќајни проекти и мораме да ги направиме. Во однос на друга поголема ставка која се појави во самата програма е ставката за ревизија на проектна документација, кај што се појави потреба од плаќање на фактури по основ ревизија на проекти за инфраструктура и основни проекти за гасоводот, што е планиран да се гради во градот, така да тоа е исто така посериозна ставка. Другите се, да речем, по мали
ако конкретно ви интересира за секоја ставка, можам поединично да ви кажам зошто и како е. Во програмата што ви е доставена, значи во редовите кои се зацрнети, таму имаме направено некаква промена. Другите што се бели оставени редовите, значи нема промена. Ако некој ви интересира конкретно за некоја ставка, можете слободно да прашате. Меѓутоа, овие се две сериозни ставки, кај што од тие средства што на други, кај што имаме намалување, овие, значи, преземени се средствата и пренасочени се према овие потреби кои се појавиат, две главни потреби во промената на нашата програма. Кратко за сега толку, ако имате некој прашање конкретно, ќе можем да ви одговорам. Почитувам представник од општина Битола, ме интересира прво ставката, имате продолжување на реконструкција на мостот на улица Довлечик. 11 милиона си предвидени во едната, уште 11 милиони во другата година, ако гледам вака добро. На една од комисиите во февруари месец ве прашав, вие ми рековте дека за 3 месеци ќе биде започната постапката. Таму се уште нема на мостот на Куделес активности. Зошто и која е причината? Вака се во врска со вашето прашање и минатиот пат ви одговорив дека ја моментално работам во одделението за економски развој кај што ги подготвува проектните документации. Не сум запознаен до кај се постапките во изградбата. Значи си имало постапка, немало постапка, прашањето ќе го пренасочите кон одделението за уредување на градско земјиште. Значи сосема друго одделение во моментот ја координира работата во изградбата. Значи, кај мене таква ставка за мост Довледжик за проектирање нема. Разговараме за програмата за економски развој поврзана со подготовка на техничка документација. А ова информација ќе да можете слободно да поставите до другите одделенија и точно ќе ви одговорат причина зошто, како што и докаде е целата постапка и работа. Во 2022 година изградба на детска градинка во Арама 12 милиони 339 илјади. Запрена е постапката во Арама, а ги имате предвидено овие финансиски средства, ќе останат или ќе се префрлат на овие во 2023 47 милиони и 500 илјади. Ама повторно истото прашање го поставуваат и минатиот пат, меѓутоа јас не сум компетентен да ви одговорам за тоа, затоа што е програма на економски развој која е подготовка на проектна документација. Значи, ние разговараме за подготовка и реализација на програмата за подготовка. Подготовка. Гасификација ве молам 50 милиони, што ќе подготвите во 2023 година? За 2023 не правиме сега моје за 2023, правиме моје за 2022. Значи, моментално проектите што се спремни со проекти за инфраструктура и основни проекти за реализација за 2023 ќе треба комуналното одделение, односно одделението за уредување на градежно земјиште. А доколку има потреба и ако влези во 2023 во програмата за проектирање дополнително што треба да се проектира за гасификацијата, тоа ќе биде дел од мојата програма. Меѓутоа вие повторно прашувате за нешто што не е во оваа програма. Не знам, оди што и да ве прашам, не знаете. Значи, а и го имате наведено во програмата. Јас зборам, овие се работи од програмата. Тоа ги имате наведено во програмата. Ама грешна програма вие гледате, си разговарате за грешна програма. Добро, погрешна програма разговараме. Па и развојната програма не е во одделението за економски развој. Да, програмата за економски За развој. економски развој, Да. економски Не е ова развој. програмата Измена за на програмата економски за економски развој. Така програмата зборуваме за- за измена на економски Да, за развој. измена на програмата. Па тоа го пишува програмата. Поставки го има запишано кој е тој. Значи Сега програма треба да го прашаме за тие прашања што сака да го прашаме, окей. не во ред, мислам вака, да не е грешно не е проблем за, значи програмата за ова програма за која што пишувате ја менаџира директно одделението за спроведување на урбанистички, значи другото одделение, не е кај мене. Значи реализацијата на средства за изградба и пренасочувањето за изградба по таа програма не ја раководи одделението за економски развој во моментот. Таа ги црпи податоците за економски развој, зашто ние се имаме спремено проектна документација, меѓутоа средствата за изградба и како ќе се распределуваат е друго прашање.
Ако има во таа програма проекти кои се планираат повеќе од една година што ќе се работат за проектирање, зборуваме, не за изградба, тогаш нормално окей е тоа што го прашате. Меѓутоа ова не е... Ако не е окей, се извинувам, не бевте вие тој што ми говоревте за улицата Здовлечик, за мостот? Во Да. март месец, да, изваиме снимката. Значи, јас ви велев за бев јас координатор на изградба на проектот за Дурбев во комуналното деление, ви одговорив на прашање што во тој момент ги знае да ви одговорам. Меѓутоа сега, Не ги знаете. после 8 месеци, јас сум во оделението за економски развој. Слободно ќе си ја прашате оделението кој раководи со оваа програма. Кај ние директно не раководим. Благодарам. Колегата Златко. Добро, сега се летувам вака помеѓу двајцата колеги со должна почит спрема нив и кон колегата советник и представникот од општина. Меѓутоа, колега Корлески, таа програма вие што ја гледате и што ја спомнувате, ја гледавме са бајлето на Комисијата за јавни комунални дејности. Таа е развојната програма, каде што се спомнати градинката и мостот на реката Курделец. А сега гледаме програмата за економски развој. Такви точки не гледам јас што се спомнуват. Колегата е тука дојден како представник од општината да ја образложи оваа програма. Претходните програми беа ми се чини во 10 часот Комисијата за јавни комунални дејности. И тука дискутиравме. Тие што беа дојдени дискутираа. Благодарам. Благодарам. Една мала реплика, бидејќи ме спомнува, извинете, Поведете, пошто колега. изиграва и адвокат колегата. Колега, представникот од општина Битола на 23 март тука презентираше нешто. Кај бил, шо бил и како се сменал, нас како совет и граѓаните на општина Битола воопшто не ги интересира. Ги интересира тоа што го спомнал. Тоа што го спомнал, сигурно го спомнал како представник на општина Битола врз релевантни, аргументни, бројки, проекти и така натаму. И јас го спомнав во тој дел. А ако вие сакате или имате подобра информација, образложете ја. А ако немате, дозволете му на представникот тој каже дека тогаш знаел, ама сега не знае. И доволно е седницата да се снима и комисијата. А ако сакате да си изигравате адвокат, политички или било како, слободно излезете на пресконференција, кажете кои се промените, кои се измените или така натаму. Јас се разбирам вашата професорска улога да држите предавање, меѓутоа нас не требаат информации. Бидејќи нас како опозиција ни е битно пред една година кога ќе изјавувате дека имате информација и кога ќе кажете датум на реализација и после тоа ќе речете пупу не важи, не знам сега, јас не сум во тој дел. Ве молам сега да се држиме до точката, значи до точките и до информациите, до материјалот што го имаме. Се извинувам што ме прекинувате за збор, додека колегата зборуваше и не зборуваше по точка да не ред. Не го Значи, затоа прекинавте. за двата Ви благодарам што ме прекинува. Ви благодарам и вас. Дали има уште некој нешто да докаже? Ве молам само до... Сега дали сакате да се изјасните, да, представникот од општина, или да прашате колега Златко? Не, истото го мислев и јас. Да се држиме точките Да, на до дневен ред точките. на Да, комисијата. тоа Ние ве молам. работиме на база на дневен ред на комисија. Така, Јас не материјалите што зборав за ги нешто имаме. настрана, јас поснов на материјалот. Да, ви благодарам. Представникот од Ако си има општина. нешто лично, треба да се образложи. Од месец Вака, ја март или не кога. разбирам нервозата. Значи, за ова, за да се нервираме, дека јас не знам да одговарам на ова прашање и стварно не знам, затоа што не го координирам тој објект. Јас воопшто не сум во тоа одделение за кој што прашувате вие веќе 8 месеци. Како да ви одговорам на нешто кога не сум во тоа одделение? На погрешно место го поставувате прашањето. Јас ви кажав и минатиот пат и сега ќе ви кажам. Јас бев координатор на реализацијата на објектот пропуск Курделец и делумна на улицата кога бев во комуналното деление. И најкултурно на вашето прашање, сакајќи да ви одговорам, тоа што го знае во тој момент ви одговори. Меѓутоа нема да треба да се нервира некој сега, зашто некој не знаел да му каже нешто што стварно не е во неговиот делокруг за да го каже. Значи, слободно ќе се обратите до секторот за урбанизам, кај што ги спроведува овие програми и планови и ќе ви образложат до кај. Нема зашто да, мислам, да ствараме тензија за нешто, јас што не сум знаел, па тоа што не го знам, кажам дека не го знам, затоа што не можам да ме прашате за нешто, за било што во општината што се случува мене. И не сум
Не сум компетентен ни да одговорам, нити па знам до кај тој објект, знам дека се работи, постапките дали биле како биле, си има друго одделение, ќе си прашат. А како бев тогаш во тој момент, најкултурно, ако било во март, јас значи во февруар дојдов веќе во одделението за економски развој, веќе еден месец сум во ова одделение и културно ви одговорив на прашањето да имате подобра информација. Ништо друго. Благодарам. Ви благодарам. Би сакала јас нешто да прашам. А на овие главните улици, булеварот, тука или каде што има училишта, дали нешто е предвидено, се не знам дали ова прашање може сега да го прашам, дали е нешто предвидено околу светлосна сигнализација или лежички полицајци, нешто би сакала за тоа да прашам. Да, значи веќе јавното претпријатие за проектирање работи на повеќе проекти во градот за смирување на сообраќајот. Значи работи на повеќе проекти, ден на Партизанска, на Васко Карангелиски и на булеварот, се работат проектите во скоро време, некои веќе се готови, некои ќе ги имаме за краток период. Благодарам. Дали има уште некој збор? За ова председател е компетентен, така да економски развој, така? Така? Да? Може, мислам, знаете за ова. Значи проектите се во мојата програма за смирување на сообраќај, под точка можем да ви кажем и која е. Значи еве пишу овде. Да ви кажем која точка е. Ајде, кажете. Значи проекти за смирување на сообраќај во градот. Да ви кажем и сум компетентен да одговорам на ова. Ајде. Треба да видам точно која точка е, многу има, треба да најдам која е. И су компетентен и да одговорив нормално прашање. Момент само уште. Еве, например, точка 38, основни сообраќајни проекти во централно градско подрачје, трета фаза. Значи, за сообраќајните проекти што се порачуваат во градот за проектирање, нашето одделение ги порачува, нашето одделение ги менаџира. Улично осветление вам, не знам. Дали е готово? Тоа е, се не можам точно да го најдам. Да, иначе прашувам, Може да јас и прашав, ако не е во доменот, не мора да ми се одговори. Златко, повелете. Да, до представникот до општина Битола. Во Excel документот измена октомври 2022, да, сите овие точки тука од економски развој наведени 114. Интересира што се брише од тука и зошто? Значи тие што се со нули во вкупната табела, кај што е вкупно, Да. со нули имало потреба зошто некои се и претходно избришани, некои сега се избришани. Значи, Кои се сега конкретно и зошто? прва е кров на основно училиште Ѓорги Сугарев, број 15. Кај што сме предвидувале да направиме реконструкција, односно да порачаме проектна документација за реконструкција и не успеавме да порачаме во овој период и ќе остане за до година да изработиме. Тоа е едно. Улица Дебарска, број 20, кај што сме предвиделе 55.000 за изработка на проектна документација за подпорен зид, меѓутоа се установи дека тој подпорен зид ќе влези во приватен имот, кај што треба да се гради, тоа е спорно, значи и приватниот имот со човекот нема да дозволи во негово место да правиме подпорен зид, затоа тие 55.000 се тргнат. Се дури не најдеме решение со човекот да ни овозможи да влеземе во приватен имот, да му правиме, да го стабилизираме коловоз. Васил Брклевски, 28. Оризари. Конкретно е за улица, реконструкција на улици во село Бистрица, 100, ќе го кажем, значи за Бистрица веќе сме во план не да правиме реконструкција, него ќе почнеме да правиме урбанички проект за село, така да на јавното предпријатие ќе се произнеси, ќе даде донација да го направиме тоа, иначе ќе почнеме со изработка на урбанички проекти за села. Така да за тоа ова ставка е тргната. Сега Васил Брклевски, мислам дека е влезено во друг проект.
таа улица затоа е Да, тргната. беше утро. Да. Значи во 11 улици ме подсетивте, да. Значи во 11 улици што ги планираме да ги реконструираме во Горно Оризаре и таа, па затоа тргнавме бидејќи Точка поставена. 39? Молим? Точка 39? 39? Да. Тоа е поодамна тргнато, значи улично осветление на улица 8 септември, ГУП Оризари 1500 метра. Значи тоа е, значи се планира да се апдейтира комплетно проектната документација за 8 септември. Значи ќе се прави нов сообраќајен проект, односно има парцијални неки сообраќајни проекти и последниот што го направивме е за моменталната состојба да избележиме на постоечка состојба, меѓутоа сериозно, односно распишани се тендери веќе, склучени се договори за изработка на комплетна документација за сите фази меѓу кои ќе влезе и ова уличното осветление, така да затоа се тргната од овде. Значи веќе имаме во постапка, односно веќе склучен договор за изработка на проектна документација за атмосферска, коловоз, улично и водовод. Така да ова е тргнато дека е За основно училиште во село Кишава? Па во основното училиште село Кишево врз основа на посетата што посетив таму и разговорот со луѓето, се воочи дека нема потреба реконструкција на кровната конструкција, бидејќи кровната конструкција е скроз нова. Него се работи за неколку керамиди од едно дрво, мислам пореметување на керамидите, од некое дрво, па дрвото треба да се отстрани и да се стабилизира тоа. Иначе објектот е скроз нов, кровната конструкција е супер. Нема потреба од проект за реконструкција за неколку керамиди и еден олук. И уште за ова би сакал да ве прашам, точка 107, проект за изработка на велосипеди, велосипедски патеки. Значи за велосипедските патеки веќе тоа е тргнато за тоа што ќе биде донација, односно веќе ние имаме изработено проект за велосипедски патеки во 2014 година и за по кој што веќе имаме добиено, односно тогаш имаме добиено и согласност од МВР, ќе го апдейтираме, мораме да го апдейтираме со градежен проект, бидејќи во тој сообраќајен проект само од сообраќајен аспект е земено во предвид што треба да се постави, да се обележи, знаци да се постават и така натаму. Нема градежен дел. Значи ние по тој проект сега еве со вашата колешка Ани и фирмата што е, не знам како се викаше, значи тие се нафатија да дадат донација да излеземе на терен и да направиме градежен проект. И по тој градежен проект да распишеме тендер и да ги направиме тие велосипедски патеки кај што можеме да ги направиме во овој момент. А тоа се Партизанска, Васко Карангелевски и најбитни се тие двете. Нормално на 4 ноември нема да може, Прилепска не може, меѓутоа таму кај што може секаде ќе направиме и градежен проект и ќе го ги направиме. Благодарам. Ви благодарам. Дали уште некој друг бара збор? Да само кратко не му одговори колегата за Ѓорги Сугарев за кровот, причината зашто нема се реконструира, бидејќи претходно разговаравме со сите колеги заедно дека е од витално значење бидејќи имаат луѓе внатре кои што имаат и лица со попречености, па која е причината што го трнавте од програмата? Не наведивте. Причината за што е тргнато, значи се за оваа година од 115 објекти што ги имаме предвидено, нема да можеме се да реализираме. Значи имаме 115, а моментално имаме активни преку 50 проекти. Така да проценката е дека оваа година нема да можеме тој проект да го направиме. Зошто? Затоа што во постапките и за јавни набавки имаме големи проблеми, тешко може да се најдат и проектанти. Значи сите скоро јавни набавки што го објавивме, или ќе даде некој без веза цена, некоја висока или ниска, или нема да исполнува условите. Затоа рековме да се концентрираме на овие веќе што сме влезени во постапка, кај што имаме направено сите потребни подготовки и тие барем да ги реализираме. Ова ќе остане сигурно за до година и ќе го направиме. Значи се не можеме од 115 да направиме сигурно, а мислам дека и тоа што ќе го направиме ќе биде повеќе од тоа што е потребно и тоа што ќе го имаме во буџетот може ќе биде за 2 години. Ова што ќе го спреме сега.
Така да не е проблем дека и до година тоа ќе го ставиме, меѓутоа знаете вие се проблекува може 3 години уназад. Така да ќе планираме нормално да го направиме. Никој не вика дека нема да го направиме. Меѓутоа пак велам, голем дел од постапките ради немање проектанти, ради високи цени, заради немање квалитетни услови, односно давање во постапка за јавна набавка соодветни документи, голем дел од постапките се повторуваат цело време. Така да наша проценка е барем овие што се почнати да ги стуркаме, ова ќе го направиме до година, сигурно. Ви благодарам. Дали уште некој друг па разбор? Повелете. Јас како што видов денес, комисијата беше во 14 часот, а гледам дека моментално е при крај и не знам доколку непрофесионално ќе се понашаме во Советот. Еднаш Ѓорги го искористи моето добро понашање по телефон, по телефонски повик и поќе не планирам да комуницирам со никој од вас по телефон, значи имаме мејл. Мислам дека треба малце по-професионално да се понашаме, пошто сепак сме совет на општина Битола и овие се комисии. Тука ми пише, Еви Сабајле, вие ми пративте председателке порака дека комисијата е во 14 часот, јас идам во 14 часот, комисијата завршува. Јас и на телефон ти се јавив, нема проблем, малку почнавме порано. Точката на дневен ред е една точка, програма за измена на програмата за економски развој во општина Битола за 2022 година, бидејќи бевме сите, се јавив и кај вас на телефон, но не добив одговор. И затоа, еве, уште еднаш ја читам точката, да, во право сте, но затоа ви се јавив за да ви информирам. Така да, доколку имате нешто друго да прашате, еве го представникот од општина Битола тука, за измените на комисијата за програмата за комисија за економски развој, повелете. Имам едно прашање само за проектот Кркардаш. Дали има воопшто некаков буџет за тој проект или е сведен на нула? Значи за Кркардаш нели рековме дека ќе продолжиме да го работиме тој проект и минатиот пат ви одговоривме. Мислим и на писмено, не знам дали ви одговоривме. Да, но претходната седница беа скратени средства за тој проект. И кога прашав градоначалникот до кај е тој проект, дали е почната некаква постапка, не добив одговор. Еве сега чекам од вас одговор. Значи проектот е во опфат, тоа што треба да се работи, минимум за да се направи тоа како што го барате вие, ќе треба 6 до 8 месеци да добиеме било каква документација. Така да ќе го работиме, не е едноставен проектот и ќе го сработиме. Ставен е во програма, тоа и реков и претходно, и сите програми што се во општина Битола, 100% никој нема реализација во програмата, значи ние имаме предвидено голем дел од проектите, голем дел се почнати, голем дел се во завршна фаза, некои се завршени, а некои се остаени и да се продолжи со нив. Тоа не значи дека нема да го продолжиме, ќе го продолжиме точно. И вашиот проект тој што го барате. Меѓутоа сепак е мора да имаме стварно големи постапки, значи постапките и времето е, мислам, голема работа, како да речем, што не забавува. Да. А во секој случај ќе ви мислам дека требаше да има и одговор, мислам му дававме ви одговори и градоначалникот дека се работи на тој случај. Да. Не, и ние одговоривме на прашањата што вие ми ги поставивте на градоначалникот и документирано, мислам писмено одговоривме. Ние како одделение. Да, а сад дали има стигнато, не знам. Колегата Златко, повелете. И овде во новата измена сакам да прашам, мислам дека преге го пропуштив, ги тргаме средствата предвидени за изработка на рампи за пристап до основни и средни училишта. Зошто? Точно ја тргнавме и ова, образложението и претходни сега беше дека не се појави потреба, никој не пројави потреба и да каже дека тоа треба нешто да испроектираме и каде. За овој период, за оваа година, никој не покрена нешто да каже, слушај, луѓе, ние таму и таму на тој училиште не се покрена, не даде информација до одделението за економски развој, дека дај луѓе, таму треба проект да направиме за тоа и тоа. Значи, неспорно е дека треба, меѓутоа гледате дека е тргнато во последен момент при крајот на годината, кај што никој не се појави интерес, некој да пројави интерес, да каже, слушај, таму и таму треба се направи проект.
До нас нема такво барање дојден и затоа е тргнат. Не е спорно дека треба да има и да постои и активно да види секогаш, меѓутоа кога ќе дојде до крај на годината, кај што никој не побарал, редно е тие средства да не ги задржуваме тука, да ги кочиме, а не побарал никој, да ги ставиме на друго место кај што има потреба. Благодарам. Дали има уште некој прашање да постави? Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката. Програма за измена на програмата за економски развој на општина Битола за 2022 година на гласање. Кој е за? 2. Кој е против? Кој е воздржан? Со ова благодарам, со ова го исцрпувам дневниот ред и ја завршувам комисијата. До гледање.